Среда, Слободна телевизија и Цил медија, почитувани, добар ден. Јас сум Зоран Иванов. Денеска две интервјуа. Куси, интензивни, па сепак верувам ќе бидат секако и содржени, со посебни поенти и пораки од моите соговорници. Првото со Снежана Калеска-Ванчева, пратеничка во актуелниот пратенички состав за некои актуелности во политичкиот живот во земјата, и второто со новиот директор на Електростопанство на Македонија за развој и инвестиции Виктор Андонов. Тема проектот Чебрен и контраверзите околу него. Добар ден и за Снежана Калеска-Ванчева, Сонија и во Собранието и во медиумите едно од најагилните и највпечатливите избраници на народот, па пред кај сте, Ванчева, на вашиот мандат, уште броите 150 на дена, ако можам да ги фатам сигналите околу договорите меѓу партиите за времени, предвремени и повремени избори, ве замори ли овој пратенички состав, овој ваш мандат? Па, дали не замори. Секако дека не... Вас лично дали ве замори? Да. Па, во одредени моменти, во одредени сегменти, знаете, имаше во овој пратенички мандат доста работи кои што, да кажеме, и не се вообичаени, тргнувајќи во тоа што овој пратенички состав почна во пандемија, па со вонредни мерки, се работеше со ограничен пристап и така натаму, и секако, нели, после тоа следуваше економската криза, енергетската криза. Така да тоа е тоа. Така, надвор од тоа беше и повеќе во блокада и се уште во некаква перманентна блокада, или па, почетокот не е само мој, него на целата јавност, дека не функционира ова најдемократско, нели, тело, овој законодавен дом, како што би требало во со оглед на македонските, нели, околности, потреба за реформи, интеграција и така натаму вредности. Знаете, тоа е веќе, мислам, јавноста знае, ние со одредена така речена активна блокада на ДПМН се соочуваме од малтене од самиот почеток. И некако научивме, и имаме, нели, како ви кажа, старите тргни застани, но сепак мислам дека веќе во последно време и таа активна блокада полека попушта, дали за тоа што се ближат изборите, па сепак треба малку да остават еден друг впечаток према граѓаните. Може би се демократизираше опозицијата? Па тоа не верувам. Јас би сакала да се демократизира, бидејќи, знаете, во законодавниот дом, највисокиот законодавен дом, каде што се народните представници, значи тоа треба да биде храм на демократијата. Затоа што тамо секој народен избраник има обврска пред се низ диалог, значи да дојде до одредени решенија кои што се за доброто на граѓаните и на државата. Но диалогот сигурно не подразбира таков тип на блокади, уште помалку подразбира она што го прави левица или она што го направи левица сега. Значи, и уште, замислете, тоа го прави, го исценира на носење на деловник, кој после 5 години процес од Жан Моне, во кој што беа вклучени сите парламентарни групи, конечно добивме консензус да го усвоиме. Ванчева, ви исплаши ли таа агресија, да речем, во собрание? Носите ли заштета сега на седниците? Не. Или пратениците, па и на левица, не се такви кога не се во јавност или пред камера? Знаете што сигурно не е пријатно, јавност и не може да чуе вокабуларот кој што се користи. Тој навистина е непријатен и многу е непријатен. И не е сигурно пријатно вознемирувачки да гледате како некој диве, како се крши опрема и така натаму. Но дали се исплашивме, ние не смееме да се плашиме и навистина не е. Се шегува малку кога велам исплашивте. Сега едно, да речем, чисто политичко или попрецизно партиско прашање. Извесно е, иако се уште не е сигурно и договорено, дека може да се случи и да се спојат претседателските и парламентарните избори. Да. Тоа што опозицијата ВМРО ДПМН, нели, посебно, постојано го бараше од подамна, дали ова
ако СДСМ се согласи на тоа, конечно, дали ова пораз на СДСМ пред ВМРО да помане, да речем Сигурно. предизборен некаков Не, пораз на СДСМ? сигурно не е пораз, ниту може да биде пораз, а што се однесува од ВМРО ДПМН... Или само пораз, да речем? Не. Тие, мислам дека добро се сеќава цела јавност, дека до скоро, до пред месец-два, бара вонредни избори. На крајот, значи, кога видоа дека веќе нема шанса да има вонредни избори, тогаш рекоа, тогаш нека бидат споени изборите со вториот председателски круг. Значи, така да во тоа време, ниту на почетокот, кога ВМРО излезе и да помне со таквиот предлог, СДСМ и коалицијата не го отфрли, СДСМ и коалицијата само рече изборите ќе бидат во редовен термин, а кога ќе се случат, ќе се договориме сите како политички Освен партии. да речем некаква... Така да 8 мај како ден кој што се профилира со оглед на терминот до која треба да завршат председателските избори, е во рамките на редовниот термин за парламентарни избори. Да, но освен да кажем некаква буџетска заштеда, едни избори на место престојание со други избори, што доби СДСМ или што добива државата, или уште се крчка можеби некаков компромис околу уставните, барем да се отвори овој пратенички состав, барем да ги отвори, да изгласа првиот чекор, па новиот парламент да ја докречи работата за Македонија. Сепак, ако касни со почетокот на ЕУ преговорите, во практична смисла, со отворање на првиот кластер, тоа да се случи многу брзо. Се насетува ли такво нешто или нема шанси? Сепак станува збор само за рационалност. Видете, мислам дека нема од рационален аспект секако тие причини стојат. Значи, бидејќи дали ќе бидат 8 мај или ќе бидат 8 јуни или 8 јули, што е малтене најдоцниот, бидејќи овој состав, значи 14 јули беа изборите. 15-14 јули кога беа изборите. Значи, ние знаеме дека тие мора се случат најмалце 70, но најмногу 90 дена. Мислам да се распишат изборите. Од таму, овој термин или овој, еве да кажеме, компромис, ако се постигне, мислам сега сигурно набрзо следната недела очекувам веќе дека има и договор за конкретниот датум. Мислам дека е рационално решение, затоа што ние имаме секако редовни председателски избори. Знаеме дека мора да бидат во 2 круга тие председателски избори, знаеме дека председателот мора да го избереме, односно да биде инаугуриран на 12 мај. Ако има доволно добар кандидат, може би во еден круг ќе заврши председателски, што тешко да се верува, нели? Мислам дека доволно, јасно е дека тоа е... Имаме доволно искуство дека тешко тоа. Да, теоретски, секако, дека може, меѓутоа, знаеме дека тоа е малтене невозможно, секогаш завршувале со втор круг. Но она што го кажавте, само да довршам, дали и другата причина, ние од европскиот пат не сме се откажали и ги чиниме сите напори за да допреме до разумот на најголемиот политички опонент наш, значи до ВМРО ДПМН, за доброто на државата и за иднината, бидејќи што час поскоро ние го исполниме тој услов, сите веќе знаеме дека скринингот веќе е завршен, патоказите треба да се спремат и доколку ние не ги направиме уставните измени кои што ни се политичка обврска превземена со преговарачката рамка, тогаш ние ќе застанеме во тој момент, застануваме и не можеме да продолжиме со европскиот пат. Пак на политиката во однос на анкетите последните 2 години без исклучок ВМРО ДПМН е со 2, 3, 4, па некаде и 7% со поголем рейтинг отколку СДСМ. Кои се неколкуте клучни поенти со кои СДСМ би зегол, условно да речам, да се пофали пред избирачите повторно да ја добие довербата? Знаете, околу анкетите тоа е прилично променливо, не би сакала да навлегувам.
има луѓе кои што многу Така, подобро знаат прашањето тоа. ми беше што е како тоа и што е. со што СДСМ Но биде во неколку клучни елементи пред СДСМ има значи повеќе клучни елементи, но мислам дека два клучни елементи се тоа е во делот на европската иднина на државата. СДСМ е партијата која што ја внесе државата во НАТО како полноправна членка на НАТО и видовме што тоа значи и сега веќе никој во нашата држава не вели нели дека тоа било погрешно или мислам сите ги гледаме што значи бенефитите, особено после сите случувања што и ден денеска се и на територијата на Европа и на Блискиот Исток, но не само безбедносно, туку и политички и економски. Но од друга страна е европскиот пат. Ние ги започнавме преговорите со ЕУ. Иако опозицијата сака да манипулира дека не се отпочнати, тие се отпочнати. Бидејќи билатералниот скринингот кој што се отпочна не може да отпочне кога вие немате зелено светло. Значи ние скринингот го затвараме. Ние сега се спремаат патоказите. Секако клучот е кластерот да се отвори првиот. Секако. Од друга страна, во делот на економијата, секогаш може подобро и повеќе, но клучните правци, начинот на кој што се справи оваа мала држава и оваа кревка економија со пандемијата, со економската, со енергетската криза и се она што се нуди и сега, почнувајќи затоа што економската криза ниту кај нас, ниту во светот е завршена. Еве по последниот пакет ние нудиме политики кои што се на здрава основа и кои што ја проектираат економијата, значи врз база на слободни економски конкурентни секако и клучни позиции би биле ЕУ и блокадата за ЕУ, нели? Околу на таа релација. И јас лично, но и ние како СДСМ, мислам, ќе бевме навистина многу повеќе срекни доколку тоа прашање го оставевме зад себе и на изборите додиме со сосема друг тип на понуди. Но за жал и на почеток го спомна, ви остануваат уште 100 и нешто денови активни, нели, како пратеничка. Кажав на почетокот сте една од најактивните и во медиумите, претпоставувам и во партијата, за парламентот се гледа. Очекувате ли повторно да се најдете на листа и тоа на изборно некое место? Го заслужи ли тоа Снежана Ванчева? Јас бев пола мандат пратеничка во минатиот состав и продолжив во овој состав да бидам пратеничка, председателка сум на законодавно-правната комисија, членка на Комисијата за европски прашања, политички системи. Знаете, тоа се комисии кои што имаат доста работи, да доста заклучам дека природно очекувате повторно се најдете на листа. Можда затоа моите активности во собранието се поинтензивни. Тоа е нешто што ќе се одлучи нели низ партиските органи. Сметам дека оставив печат во својата работа и дека она што како фидбек го имам од граѓаните и тоа мислам не се обдека само на гласа на оние кои што се членови на СДСМ, туку луѓето кои што и се симпатизери подржувачи на демократски политики, дека ме подржуваат и мислам дека природно е да очекувам, но Снежана Калеска-Ванчева, Слободен печат и Цивил медија ви благодарам за вниманието. Јас исто така, почитувани, за кусо следува интервјуто со директорот во ЕСМ за развој инвестиции на тема Чебрен со господин Виктор Андонов. Контраверзи.